замислете тим што губи. Тим што го загубил првенството, што ги загубил сите надпревари, што испаднал од лига, и замислете сега тој тим сменил тренер. И доаѓа новиот тренер, ги собира истите играчи што играле претходната година, што го изгубиле цело првенство, и вика: дечки, идејата за следното првенство, за да се вратиме, за да ги досегнеме висините на кои што бевме, е следнава. Ја играме истата тактика од мојот претходник тренер, со истите играчи, со истите дресови, со истите копачки, све исто. И јас очекувам дека ако ја повториме сета таа истост со минатиот тренер, со истиот тим со кој што испаднавте од лига, со кој што ги изгубивте сите надпревари, очекувам дека сега, ако ја повториме истата истост, следната година не само што ќе влеземе, ќе се вратиме пак во првата лига, туку ќе станеме и шампиони на првата лига. Вака у неколку реченици ви го опишав сегашниот социјалдемократски сојуз. Ама знаете што? Дојда у опозиција со тежок пораз. Значи изгубија све што можеа да изгубат на изборите. И доаѓаат опозиција и ти чекаш година дена, барем нешто малце од малце, нешто да се сменело у реторикава, барем нивна. Програмава, тоа они немаат ни програма до душа, ама она што го зборат е истото што го збореше и тој претходникот и тој предходникот. Значи ништо не сменето. Буквално ништо. Некој да беше на друго место, да имаше, не знам, да имаше таа партија некој рефлекс за обстанок, за самоодржување, еден ќе се најдеше паметен, ќе кажеше дај бар нешто реторикава да смениме, ако за све друго останавме исти сите, барем реторикава малце да смениме. Нешто да видат луѓево, барем промена риторика, ние ќе ги лажеме пак, ама реторикава барем малце да биде, што знам јас. Барем попатриотска, у смисла да се обидат нешто да неутрализираат, да анулираат од сите оние глупости што ги направија додека беа на власт. Не, дојде нов тренер и имаш све исто како што беше претходно. Од друга страна, си викаш добро е што барем не се обидуваат да стават нова маска, веројатно сватија дека и таа нова маска нема многу да им помогне, па затоа рекоа дај да си останеме какви што сме, нема што сега тука да лажеме, премногу рано е да менјаме маски да лажеме, свежи се сеќавањата кај луѓето, дај да си ја играме ние истата игра што игравме претходно. Арнама, тука има, како да ви кажам, имаат проблем затоа што имаат одговорност, им остана уште по некој гласач таму у партија. Не е фер да искачате да излегувате на избори со истиот тим, поради кој што доживеавте дебакал на претходните избори. Јас стварно не знам зашо уопште им треба ова фејкање, ако се земе упредвид дека кај нив работите во партија се толку многу изменети, што се останало исто. Зашто уопште ќе ги малтретирате луѓето, идете зашто уопште на избори, зашто уопште идете со кандидати? И каде тоа очекувате да победите? У кој град очекувате дека ќе победите? Скопје, веројатно им е јасно на сите, не е тоа никаква ниту филозофија, ниту способности на Нострадамус. Јасно е дека Скопје катастрофално ќе го изгубат оваа кандидатка за градоначалник на СДС. Неприкосновена победа ќе однесе Орце. Не тоа дека ова едноставно така стојат работите реално. Кандидатот на СДС, кандидатката исто така им беше жива утка. Тотално недокажана индивидуа, ниту во тие функции што ги обавуваше.
додека ги обавуваше. Никакви решенија, никаква визија. Барем она до сега што слуша. Тоа зборува само за едно, дека се свесни дека ќе доживеат огромен пораз. Во Скопје е тоа 100% загарантирано дека доживуваат дебакал. Веројатно сета таа целиот тој циркус со кандидати СДС го прави само нели заради оние да фингира ситуација дека уште постојат, дека се уште живи, активни, па да чекаат евентуално некои понатамошни шанси на некои други избори. И нормално главен мотив се тука ние нели пари што ќе ги добијат како за секој глас одоствен на изборите, од кај ги добиваат тамо државна изборна комисија или од каде ги добиваат, од државата битно ги добиваат. Од 3 евра мислам за глас. За секој гласач кој што гласал за нив, они добиваат 3 евра, им се слеваат на контото на партијата, не биде. Ако не и поише, сега не знам. Но реално зошто уопште се изливува, стварно не ми е јасно. Ништо да не смениш, истата безиденост, истата немоќ што ја демонстрираат секојдневно, фаќајќи се за некои настани, правијќи некои спинови, кои што у суштина нив не им носат никакви поени. Или да кажем им носат нешто многу малце. Тоест не им носат ич, затоа што народот повеќе не ги сваќа сериозно. Народот у принцип, ако ќе кажев, народот у принцип, ако некои крупни работи не се сменат многу брзо, уопште никого више нема да сваќа сериозно, ама ми текна дека тоа го зборуваме уназад 35 години, па сепак народот има некоја демократска култура, не знам, другачи тоа да не употребам некој потежок збор, па сепак излегува на избори, се надева. Кој на ова, кој на она, излегува на избори, гласа јеви. Само што овој пут, оној дел од народот кој ше близок на СДС, стварно не гледам со што тоа ќе ги натераат да излезат, еве, барем да гласаат за нив. Оти, не можат ни да им ветат ни вработување на своите гласачи СДС, од проста причина што им е јасно дека не само на овие избори на локалните, туку и на следните парламентарни ќе доживеат дебакал. Освен ако се случи, не дај Боже, не знам што, па нешто да дојде тук, но не верувам. Не верувам. Тоа е таа што се нарекува државотворна партија денес е баш умрена. Но да не биде млатење празна слама, наскоро ќе почнат и кампањите, секојдневно ќе почнат да бомбардираат, ќе дојдат и изборите. И на изборите ќе уште еднаш ќе добијат потврда за таа своја безиденост, за таа своја неплодност, за таа своја импотенција. Програмска и идеолошка пред се. За нив важи она старата народната: кај сте тргнале на ебење без онаквото. Тоа е најточната дефиниција на СДС. Ајде, имајте убав ден, се гледаме.